Пред да се осврнам повеќе на бројките, сакам да нагласам дека сум целосно свесен за сложеноста на работите од реалниот живот и тешките околности со кои се соочуваат граѓаните, со кои и ние како влада се соочуваме. Ги разбирам проблемите, скапиот живот и секојдневните притисоци. Можеби некој има дилема за развојот што го креираме, а ќе има и такви кои на ова ќе гледаат како со подсмев, но сакам да нагласам дека нашата цел е да одиме чекор по чекор напред и грчевито да продолжиме да се бориме за подобар живот, затоа што јас и сите ние мораме да веруваме дека можеме подобро и дека секој ден, секој час работиме Македонија да забрзува напред. Табела е вредноста на растот на бруто домашниот производ според Евростат. Значи, ова не е вели владата, не Кристијан, не партиите, туку Евростат. Според Евростат, дадени се државите, според остварениот раст на бруто домашниот производ, бројка како процент од бруто домашниот производ, и ќе забележите дека ние сме на 5-то место, споредено со државите за кои што растот од страна на Евростат е објавен, има и такви за кои што се уште растот не е објавен, но веднаш позади Малта, Полска, Србија се наоѓаме ние практично. Домашниот производ кои што се наоѓа најпрво во првата половина во Европа, а потоа и во првите земји 5 во Европа според Евростат. Повторно ќе кажам, ова не е показател кој што го објавува владата, туку ова е параметар кој што го објавува Евростат. За огромно мнозинство македонски граѓани кои ќе прочитаат дека во април месец оваа година индустриското производство порасна за цели 7,6% споредено со април месец минатата година. И со тоа во првите 4 месеци од годината, значи во првата третина 2026 година, како ретко која држава во Европа, имаме индустријско производство кое што ни е во позитива. Мала, 0,2%, но не е во негатива во услови кога ја имаме најголемата најголемата енергетска криза во светот, која што според сите познавачи од оваа област е поголема од енергетските кризи во 70-тите години на минатиот век и она енергетска криза од 2022 година кога започна војната во Украина. Е дадена бројката на вработени која што е зголемена во првите 21 месец од работењето на оваа влада. Зошто велиме во првите 21 месец? Затоа што стапката на вработени на крајот од март месец 2026 година е 707.385, додека пак кога беше избрана владата во јуни 2024, а тоа е крајот на вториот квартал, бројот на вработени беше 691.736. Или, отприлика, цели 17.000, односно, ако добро пресметаме, 16.000 нови креирани работни места. Јас знам